Пред носењето на одлука за европската судбина на Македонија, бугарскиот парламент ќе гласа доверба за владата на Кирил Петков. Во наредната седница е закажана за вторника, судбината на бугарската влада ќе се знае во среда, кога народните избраници ќе одлучат дали Петков ќе остане на власт. Овие случувања доаѓаат на само неколку дена пред самитот на Европската унија, каде постои можност да биде тргнато ветото за Македонија, доколку во Бугарија се прифати францускиот предлог за решавање на овој билатерален спор меѓу двете земји. Неофицијално тој би требало денеска да се најде пред Комисијата за надворешна политика во бугарското собрание. Околу темата Македонија повторно се огласи и бугарскиот председател Румен Радев. Порача дека Петков мора да ги тргне сите сомнежи дека се подготвува кривање на блокарата за Македонија. Кабинетот треба да ги отфрли сите сомнежи дека може да отстапи од ветото за Македонија. Знаете дека идната недела премиерот заминува во Брисел и треба да обстои на националните интереси. Затоа и Народното собрание и бугарите треба да знаат однапред и јасно каква позиција има премиерот. За темата Македонија говореше пратеникот на БСП Борислав Гуцанов. Порача дека без исполнување на сите услови од страна на Македонија, кривање на ветото е невозможна мисија и дека неговата партија ќе гласа против таква опција во собранието. Бугарската социјалистичка партија ќе гласа против ако не бидат исполнети условите кои што се решение на Народното собрание уште пред 3 години и кои се гледиштето на нашата страна. Така што тука компромис не може да има. Не може да има гаранции од втора, трета страна или од Европската унија. Треба да бидат исполнети условите од страна на Македонија, зашто ние ги заштитуваме интересите на Бугарија. Дека политичката состојба во Бугарија во пресред на одлуката за Македонија е далеку од добра, покажува инцидентот во собранието, каде до физичка пресметка дојде меѓу пратениците Искрен Митев и Костадин Костадинов. Премиерот на Бугарија Кирил Петков порача дека не се плаши од избори, но дека тие би биле погубни за неговата држава, бидејќи до декември требало да бидат изгласани 22 закони кои би значеле 6 милиарди евра плюс во државниот буџет.